Иако од 1 септември требаше да започнат сите градинки да работат во 2 смени по одлука на ресорното министерство, сепак очигледно релацијата градинки Министерство за труд и социјална политика не била децидна. Како и во кои услови ќе стартува новата учебна година? Градинките во Југоистокот работат по стара шема. Директорите на градинките велат дека е во тек анкетирање на родителите со цел да се констатира потребата на децата за згрижување и после 14 часот па се до 21:30. Општина Радовиш покрај општина Гевгелија кои беа најавени како општини од Југоистокот дека ќе работат во 2 смени, велат дека во нивните градинки нема доволно простор за реализација на одлуката, но нема да се откажат. Ке бараат алтернатива се со цел квалитетна услуга. Во нашата установа немаме просторни услови за да ги згрижиме, меѓутоа немаме нити кадар доволно. Се надевам дека родителите ќе најдат на разбирање, бидејќи не станува збор за нас да немаме услови кои што може да ги обезбеди директорот. Затоа ги молиме за трпение и се надевам дека родителите кои што ги запишаа веќе дечињата, дека групите се преполни и се над нормативите, дека ќе наидеме на разбирање затоа што навистина се бара место плюс за опис. Денес од Министерството за труд и социјална политика прецизираат дека не мора да работат сите клонови во една општина. Децата кои имаат потреба од згрижување во попладневните часови ќе можат да се соберат во една група и безпрекорно да функционира. Велат, на градинките им беше оставена можност сами да организираат двосменско работење согласно потребите на родителите. Од Струмичката градинка Детска радост велат дека е во тек анкетирање на родителите дали и колку има потреба за воведување на втора смена. Според динамиката, до 1 октомври ќе се знае дали ќе има една или повеќе паралелки кои ќе работат до 21:30 часот.